Едно лешко да имаш микрофон и ме шпинг, што? Окей. Ништо, дали може? Може. Само момент. Може, повеле. Добро, ви благодарам за присуството ваше денеска на овој настан. Сакаме да ви соопштиме во името на Црвениот крст дека денеска ја подготвуваме и испраќаме втората пратка хуманитарна помош за граѓаните во Украина. Пред неколку дена беше испратена една помала количина на хуманитарна помош во збирна пратка. Сега денеска подготвуваме комплетна една пратка која се состои од 1200 пакети со храна, 400 пакети со хигиена. Претходно беа испратени 400 пакети со хигиена, значи купната помош досега која испраќаме во Украина се состои од 1200 пакети со храна и 800 пакети со хигиена. Вредноста на хуманитарната помош е некаде околу 3.290.000 денари. Бевме подготвени малку порано тоа да го направиме сето, меѓутоа потешкоти имали околу обезбедувањето на транспорт, затоа што многу шпедитерите тоа не го прават. Сега конечно тоа се реши и се надеваме дека многу брзо, ако не во наредните ден-два, ќе стигне помошта каде што треба и се надеваме дека ќе видиме мал дел, контрибуција мала во однос на сето тоа што е обид за справување со последиците од конфликтот во Украина. Денеска со нас е заменикот на амбасадорот на Украина во нашата држава, господинот Роман, па доколку сака да ви се обрати, Добар ден. Би сакал да во име на амбасада на Украина, во име на амбасадорката Наталија Задорожњук се изразам благодарноста на Црвениот крст за вклучување во ова акција за поддршка за собирање на донација и на пратење на ова помош која сега видовте за Украина, овој прв голем камион. Значи, ние сме благодарни на тоа бидејќи ова пратка состои, како што господин Саити истакнал, значи баш од пакети кои се наменети за семејства кои се настрадани во Украина, за внатрешни бегалци, за луѓе кои се наоѓаат во опасни зони. Значи, тоа се баш токму пакети кои би се могли да веднаш користат за поддршка и за помош за овие семејства. Сета досегашна нашата соработка беше исто многу корисна, како што господин Саити се споменав, имавме неколку пати делумни пратки кои беше ставени во целосни збирни пратки кои пратени од амбасада и од Сдружение на украинци во Северна Македонија. Сега имаме овој камион и уште веднаш би сакал да заблагодарим и на Црвениот крст на Република Македонија и на целиот народ на Република Северна Македонија кои во овие тешки времења за нас, за народ на Украина кој страда од војната која се случува сега на нашата територија, на овие изрази на поддршка, на помош, на донации и се надеваме дека тоа ќе се продолжи, ќе наставиме на овој пат и тоа ќе биде продолжено како и до сега. Фала ви многу. Значи, дополнително, ако дозволите, ние и понатака работиме на мобилизирање на хуманитарна помош за народот во Украина. Имаме неколку најави непотврдени, но просто сакаме да бидеме сигурни дека во наредниот период ќе успееме уште една ваква пратка да испратиме во Украина за почеток, а секако дека остануваме во функција и во поддршка на сите тие луѓе кои имаат помош од нас. Во оваа прилика би го искористил моментот да се заблагодарам за сите тие што придонесува да се собере оваа хуманитарна помош, како дека ова е поддршка на граѓаните на оваа држава, на институциите и дел од поддршката, односно дел од помошта доаѓа од резервите на Црвениот крст. Значи, остануваме и понатака посветени и се надевам дека ќе дадеме придонес во вкупните обиди за справување со последиците од кризата. Беше со гребенчко урчешче. Предвиждането да пасте, не, ако дозволите на албански да посетуваме на прашање. На тоа Гана е клучната кушта Република со Македонија и Севериот со трговот Вим хуманитаре, пакетарата и Украинас, Вима хуманитаре пропојат ними етичен пакот хигиеники, катачен пакот ними етичен пакот шкили, катачен пакот хигиеники. Киош Вима етиче трговот на Украин, пара џијаве да на мени тргување
Ние саси консидеруваме какъв ще импакт от идеите. Важно да матутие, ще взе растен, че ти паган да райти, да ти речи контрибуван, че ти въндроватен дин хуманитара, ще сой, че да не давмен, да мунде ми баш каришно, баш понимечите тарат на компаниите, интересно да ме сигурен дин, ще е с хуманитаре, под товарате Украинас. Kjo është që deri tash është mendoj se kaluar edhe kemi treguar, por mendoj se jemi të gatshëm edhe të përgatitur që edhe më të kontribuojmë në këtë drejtim. Кога би требало тргнала пратка за Украина и дали има проблем да стигне до оние на кои што им е најпотребно, затоа што нели на почетокот дека има проблеми пратки да стигнат до места? Оно што денеска тргнува, сега е на утовар, ќе го видите камионот позади, од тука одиме на царина, извозна царина и веднаш тргнува на пат. Се надевам дека веќе во текот на утрешниот најдосно задоволен ќе стигне таму каде што треба. Пратката е адресирана и приемач е Црвениот крст на Украина, значи влегуваме директно во државата и ќе стигне таму каде што е најпотребно секој во момент. Собраните средства, односно одобрените средства од градско собрание, како што сме известени, треба да пристигнат во Црвениот крст, но се уште не се дојдени. Објаснувањето беше дека истите подлежат на одредена внатрешна процедура и секако дека ги очекуваме по добивањето на тие средства, доколку се добијат тие средства кои се најавени, очекуваме да испратиме уште 2 вакви пратки за Украина. Жените на мигранти на мъжнина жедно САЩ ги подвижени към Украина, ние подвижени мигранти към Украина. Сега жените туре посудимте Афганистан ундanoet да видите до тока да години да видите. Да сanga на Twitter că mișuncă piesanga migrantat Ukrainas, da emigrantat etnie, că deșren până în polimisia mituiet număr ame, da nu cum hapun da vida sunt конкуренти. Сају такон номри до мигранти. Ичатан се nga Украина, gjithë se janë të regjistruar 300 shtat qytetar Ukrainës, për të cilët kujdeset kyçi fuqi e Republikës së Maqedonisë së Veriut, komplet nga ajo që nënkupton asistencë humanitare, shëndetësore, edhe gjithë nevojat e tyre që mundemi për momentin t'ja u plotësojmë si shtet. Në emër të shtetit, këtë detyrë ose këtë obligim tash për tash në kapacitetet dhe mundësitë e veta e realizon kyçi fuqi e Maqedonisë së Veriut. Sa i takon pyetjes pjesës të pyetjes në sa gjithsejt migrantë që ndrojnë në shtetin tonë, me siguri mendoni nga për ato qytetarë të cilët ishin të evakuar nga Afganistani, gjithsejt kanë ngelur diku afër 200-250 parakohësisht, ata janë me status të përcaktuar ashtu siç edhe ju e thatë në pyetje. Se si do të jetë statusi i tyre më tutje, varet nga ajo se si shteti do të trajtojë programatik edhe kur do të arrijnë në mbledhje në kuvend ndryshimet e ligjit për mbrojtje ndërkombëtare edhe azil, do me thënë bëhen ndryshime në ligjin, me të cilin do që mundësohet dhënia e numrit anë edhe mundësia që ata të aktivizohen dhe të angazhohen në shoqërinë tonë të japin kontributin e tyre. Për sa refugjat keni kapacitet ju, ti kujdeseni nëse ka paralemrime se mund shtohet numri, pavarësisht se nga cili shtet, por kryesisht nga Ukraina. Tash për tash, me thënë organizata jonë është në mundësi dhe ka kapacitete që t'ja artikulon dhe ja absorbon kërkesat. Unë nuk kisha dashur të shprehem me numra, meqense rolin udhëheqës për pranimin e refugjatëve ose migrantëve nga jashtë ka shteti, agjencat të specializuara. Ne jemi një farë mënyre asistencë ose partneri parë i shtetit, mirë po kur është në pyetje mundësia për qëndrim ose akomodim, do të thënë është në ingrenca shtetit. Unë me informatat që unë i posedoj, do të thënë për një moment jemi të përgatitur që të pranojmë afër 1.000-1.500 persona nga ana e shtetit. Nëse jepet mundësia ose tregohet mundësia për angazhim e shtesë, unë shpresoj se me një reorganizim të planit i cili është tash i përgatitur, mund të bëhet rrëfanimi dhe një numër më të madh të refugjatëve, qofshin ato nga Ukraina ose nga vende tjera. Значи прашањето беше Предходното прашање се однесуваше на статусот на граѓаните на Украина, односно нивната бројка. Во моментот во државата престојуваат 307 регистрирани граѓани на Украина во нашата држава. Тие се претежно во грижата за нив претежно е и на Црвениот крст, комплетно од хуманитарна помош до здравствена грижа нивна и некои други потребштини кои се однесуваат во облека odredeni potrebi od tipot na izučuvanje na jazikot i ne znam drugi segmenti.
Тоа можеме да го направиме со собствен потенцијал и капацитет сега. За сега тоа е во комплетна режија на Црвениот крст. Доколку се прошири понатака потребата ни број, сепак дека нашиот систем на Црвениот крст е дополнително подготвен тоа да го направи, но за евентуална поголема бројка претпоставена, секако дека системот за крижен менеджмент на државата има разработено своји планови, ние сме дел од тие напори и мислам дека како држава би биле подготвени нели да одговориме на таквите барања на луѓето со оглед на нашата позиција и опрските што ги имаме како држава. Во однос на второто прашање, се однесуваше на вкупната бројка на мигранти во државата. Што се однесува до граѓаните од Украина, имаме околу 307 на број. Што се однесува до останатите во смисла на евакуирани граѓани од Афганистан, што од минатата година, дел од нив се замина од државата, некаде околу 200 од нив постојуваат се уште во Скопје и во Охрид, со тенденција до крајот на летото истите да заминуваат од државата преку процедури нели предвидени, тие се имаат нивни желби, нивни барања. Тоа се става во процедура и секако дека преку после спроведените интервјуа на нив им се овозможува да заминат во трети земји. Може јас малку да дополнам од нашата страна. Јас би сакал исто така што господин Саити споменал за луѓе од Украина кои се сместени во Република Северна Македонија. Тоа е, како што беше споменато, повеќе од 300 луѓе. Имаме многу добра соработка со Црвениот крст и во ова насока. Значи, тие добиваат сета неопходна помош што е во овие услови од Црвениот крст, како во Скопје, така и во други градови на вашата земја каде се сместени, и се надеваме дека тоа ќе се продолжи и ќе биде дадена ова грижа за нашите граѓани кои потребуваат на оваа помош, и доколку би се таа бројка би зголемила, јас се надевам дека и тие луѓе кои би се дошле уште во наредно време, исто така би имале поддршка и помош од Црвениот крст, како и наравно од вашата земја, која би на државно ниво и на локално ниво можеле да дадат сите можни видови на помошта за луѓе, бидејќи измеѓу нив има и семејства кои тоа потребуваат повеќе, значи тие семејства се состојат и од неколку деца, значи по 4 по 5 деца, има стари луѓе кои потребуваат здравствена заштита, социјална заштита и за колку престојуваат во вашата земја, значи тие би требале исто така да добиваат поддршка и соодветна грижа во ова време. Ние се надеваме дека тоа ќе се продолжи како и до сега. Ние имаме обезбедено наредните месеци фондови на Црвениот крст внатрешни преку мобилизирање на извори за финансирање од Меѓународниот Црвен крст. Грижата за нив ќе биде комплетна до крајот на летото со тие средства што ги имаме обезбедено, доколку оваа бројка остане таква. Со тоа што предвидуваме во наредниот период да воведеме некој, би рекол, иновација и така да ги наречеме, или потреби на луѓето, ќе спроведеме курсеви по македонски јазик за заинтересирани граѓани од Украина кои престојуваат кај нас. До сега се пријавени 37, од кои 20 се возрастни, односно 20 се деца, 17 возрастни, која ќе биде започнато уште во текот на прешниот ден. И секако за време на летниот период предвидуваме една смена за одмор во нашето одморалиште во Струмја за децата од Украина кои ќе бидат се уште присутни во нашата држава. Така да се обидуваме и се прилагодуваме и придонесуваме да луѓето се чувствуваат као да се дома за во еден момент и никако да помислат и да имат чувство дека се наоѓаат во туѓа држава. Едноставно, мислам дека чувството треба да им биде како да се во сопствената земја, бидејќи така и се однесуваме, но дома е секогаш дома, ама да се обидеме тоа дома нивно да го приближиме што е можно повеќе дома. Меѓутоа, првешкиот равеќат мигрантот е украинец, кени нормална клиника прецуза, штеес, nga to përveç që kujdesimi për ndihmën humanitare, asistencën mjekësore, gjatë periudhës verës edhe duke filluar biznesin edhe kemi organizuar kurse për gjuhën maqedonisht me që se interesi është gjuhën maqedone. Edhe gjatë verës për fëmijët e familjeve ukrainase të cilët ndodhen në shtetin tonë, do të organizojmë një qëndrim në pushimoren tonë në Zbruk, me që se
Ерата функцијата мирска невојка да кри. Пикришин, нека дежа Ja. не гледаме да треба да не се пикришин, да е кан хучун да виде школорно кандидат, да се чочро да постара се да кутина, да визна да века нешто, а кандидат кој штрейкиран дин пројува и да дрете. Kujdesin për qytetarët afganistanes, krejtësisht konkreten ban organizata jon, sa për informat juve, ju kisha thënë se jo pjesa shoqërore, organizimi i mësimit ose i aktiviteteve shoqërore plotësisht bëhet në kuadër të objekteve ku ata janë të vendosur nga ana e kushtit të fushë. Domethënë kemi vullnetarë tonë me të cilët punojnë me ato, si në aspektin e shkollimit, ato që mundin në këtë moment, si në aspektin e mësimit gjuhës, po dhe shumë aktiviteteve që në kupton plotësimin e nevojave shoqërore të një individi. Domethënë nuk mungon ajo, por përkundrazi jemi shumë të organizuar, jemi shumë afër me ato dhe punojmë bashkërisht. Значи, прашањето беше што со во однос на прашањето дали со децата, односно лицата од Афганистан се работи на полето на образованието, односно на општествените активности. Значи, одговорот би бил да, затоа што во рамките на своите активности Црвениот крст во местата каде што они состојуваат во хотелите во Скопје и во Охрид, организираме културно-забавен живот, односно и сегментот на образованието, колку е возможно во овие делови, значи со овие деца, значи работат наши волонтери по програма Одната е предвидена, така да апсолутно не заостануваме во тој сегмент, апсолутно тие луѓе додека престојуваат во хотелите се ангажирани и придонесуваат, односно си работат на условно собствена надградба во услови во кои се можни во зададената ситуација. Значи, грижата е комплетно превземена и се спроведува апсолутно согласно можностите на луѓе, односно на нашите можности и објектите местата каде што